И по цели 8 години нема ништо од преселување на Заводот за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан во новиот оддел на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо. Целта на идејата, која што е актуелна од 2014-та, беше со спојување на овие две врвни установи во Охрид да се направи еден регионален центар на Балканот. Планот предвидуваше целиот болнички комплекс да биде пуштен во употреба најдосна до 2017 година, но тоа не се случи. Поранешниот министер за здравство Венко Филипче уверуваше дека проектот ќе се реализира до средината на 2020-та. За време на изведбата се изнудува потреба за некаква промена. Заради тоа што сакаме да обезбедиме пофункционален објект и тоа сега се прави. Рокот е крајот на летото за завршување, значи месец септември. 4 години подоцна, сега актуелната Марија Манолева, заменик министер за здравство, немала точна информација кога во Свети Еразмо ќе се пресели Заводот за кардиоваскуларни заболувања и во каква состојба е изградениот објект воопшто. Прашање е и дали е функционална своевремено набавената најсовремена апаратура, наменета да ја користат двете здравствени установи, бидејќи истите никогаш не беа пуштени во употреба. Надзорот треба да каже дали треба нешто да се поправи или не, но сето тоа ќе причекаме да го каже надзорот. Последната гарнитура во рамките на Министерството за здравство превзема сериозни чекори во однос на капиталните објекти кои што беа планирани, застанати. Тука ги вбројувам клиничката болница во Штип, болницата во Кичево и еве овој објект Свети Еразмо, кој што се надевам дека во близок период ќе имаат навистина точна завршница и точно ќе можеме да знаеме што понатака со сите тие објекти. Ние стоиме на она што е планска цел на ова институција, односно развој на нови диагностички и нови тераписки, значи процедури во ова институција. За тоа ни се потребни, значи просторни капацитети. Меѓутоа и секако не се откажуваме од оној проект кој што она цел, планска цел, значи за развој на регионален центар. Кардиолошкиот центар третира пациенти со најтешки срцеви заболувања. Насти се потребни просторните капацитети, но и нов апарат за ангиографија, бидејќи годишно изведуваме над 2500 интервентни процедури. Години наназад, вели Башуровска, се случуваше во неколку наврати поради дефект на апаратот пациентите да ги препраќаме во Скопје.